Прагот на задолженост од 60% од бруто домашниот производ треба да се заборави во време на пандемија, уверува вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Тој тврди дека мастришкиот стандард според кој секое надминување на овој праг е аларм дека државата е високо задолжена. Во овие услови не треба да важи. Најави нови задолжувања за да се спроведат дел од мерките. Не кажа дали ќе се инсистира на позајмување дома или од странство, само дека каматите во моментов биле поволни. Веќе знаеме дека ќе треба нешто да се задолжиме. Но јас сум прв, заедно со министерот за финансии, кој што ќе подпишам секое едно задолжување затоа што сум среќен дека тоа оди кај нашите граѓани. И затоа јас сум верувам дека ова задолжување во јануари сите заедно ќе го забораваме. Само нека заврши пандемијата. Во април сите ќе кажеме да, така требаше. Трите сета мерки досега тежаа 550 милиони евра, но кај фирмите се слеале само 150 милиони. Битики не можеше да ја наведе конечната сума, но тврди дека преку кредитните линии и државните гаранции, помошта за стопанството досега била многу поголема. При крај подготовката на ребалансот на буџетот кој ќе се презентира до крајот на неделава. Преку него треба да се скратат програми кои не се реализираат според предвидената динамика, вклучувајќи ги и капиталните инвестиции. За сега владата предвиде само 240 милиони евра од сегашниот буџет за финансирање на четвртиот пакет мерки кој тежи речиси половина милијарда евра. Со ребалансот треба да се обезбедат 160 милиони евра. Средствата се таму, не се кријат. Веќе имате информација од влада и имате конкретно колку средства сме одвоиле, но има цела една назад анализа која што сме направиле. Компаниите ќе добијат помош за исплата на плати за октомври, ноември и декември ако прикажале загуба поголема од 30% во периодот од април до август, споредено со истиот период во 2019-та. Треба да се поделат и 283.000 платежни картички. Од нив 180.000 се пензионери со примања до 15.000 денари, кои ќе треба сами да си ги подигнат картичките од банка, што повторно ќе предизвика метеж пред експозиторите. Во мерките ги нема, но Битики напомена дека се преговара со извршителите за повторно да се одложат обврските на граѓаните.